Нови, овој пат поситни одрони повторно се проблем на најризичниот пат во регионот, Кочани Делчево. Речиси 2 недели постојаните врнежи од дожд, минувањето по овој патен правец е исклучително ризично за возачите. Секогаш, сега уште повеќе. Па со Господ напред само, нема друго. Секогаш се вардам овие карпи да не паднат него. Од јавното претпријатие за државни патишта, состојбата со свлечиштата кај истибања секојдневно ја следат, но во овој момент тврдат дека не се во можност да пристапат кон нивна санација. Со оглед на тоа што свлечиштето е се уште активно, нема услови за отпочнување на негова санација. Во првиот момент кога ќе се создадат услови, ќе се започне со санацијата која што е предвидена и во годишниот план на јавното претпријатие за државни патишта. За таа намена предвидени се средства во висина од 1 милион денари. Дотогаш за безбедно одвивање на сообраќајот направена е девијација, обиколница околу свлечиштето, која се одржува со тампонирање и за која е предвидено исто така да се асфалтира кога временските услови ќе бидат поволни. Карпите нема да се отстрануваат засега бидејќи служат како заштита од нови одрони. Информираат од претпријатието. Проблемот со свлечиштето кај истибања се провлекува со децении, но досега конкретно решение не се најде. Мала надеж за негова санација беше проектот за рехабилитација на овој патен правец од 2013 година, кога со 16 милиони евра беше предвидена реконструкција на патот Кочани-Македонска Каменица, со санација на сите ризични свлечишта. Но овој зафат подоцна беше напуштен, а истата сума на пари се пренамени за реконструкција само на коловозниот дел од Кочани до Делчево. Решението според мештаните е во реконструкција и ставање во функција на стариот пат Кочани-Делчево, кој минува на сосема друга страна, каде нема свиоци и карпи и кој бил во употреба до средината на 70-тите години, кога е граден сегашниот пат преку истибања.